Се сеќавате во пустината, сатаната му вели на Исус дека ако му се поклони, ќе му ги ја даде сета власт, сите богатства на овој свет. А Исус вели само на мојот татко небесен му се поклонувам. Важно прашање е, кому ти му се поклонуваш? Христијанину, кому му припаѓаш? Кого го славиш? И што правиш? Има еден празник, го нарекуваат Халовен парти, па потоа го нарекле и Ноќ на вештерките. Ќе најдете во литературата, во порталите, дека тоа е келтски празник. Духовите на мртвите тогаш слегувале, што е неточно. Тоа бил шамански празник, нели? Се облекувале како умрени да ги дочекаат. Но зошто е тогаш Ноќ на вештерките? Пазете. И вие тогаш сите се облекувате во костури. Тоа се мртвите кои ги прославуваат своите мртовци. Важен момент е дали му се поклонуваш на ликот на цверот, кога ќе дојде судот, кога ќе дојде второто Христово пришествие. Што оставаш ти на твоите деца, кому му припаѓаат? Тоа е припадност. Припаѓаш на некаква смрт, наместо на вечната љубов на Таткото Небесен Исус Христос. Сатаната полека создава нови празници, нова религија, додека не го постави олтарот, на кој ќе требате повторно сите да му се поклоните, ќе остане мало стадо, кое само на Господ Исус Христос му се поклонува. Халовен и сите тие други празници, кои слават нешто друго, се сатанска доктрина, да му се поклониш на сатаната и да бидеш врзан на оној ден дека сите ќе бидат мачени, освен оние кои го имаат знакот на Исус на челото и кои не му се поклониле на зверот. Едно од ликовите на зверот е Ноќта на вештерките и Халовен парти. Ти го славиш него, му се придружуваш, покажуваш кому му припаѓаш и заминуваш во смртта, ќе поминеш низ вечен оган. И Исус нека ти е на помош, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Исусово. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија, во секоја душа и на секаде, од земјата до небесата, да се прославиш во моето срце, Господе Исусе Христе, и на секаде. Амин.